Znam, двуто доктори. Dali! Evo malko, evo! Pograliście talo? Мал фудбал Малеш Куп 2024 разговараме со Новица Печински, едно од организаторите на овој турнир, ама претходно морам да кажам добра организација, добар пречек, добри гости, добра храна, топ атмосфера, добра забава и уште од сега е од стартот на оваа емисија јас ги најавам сите во петок во Берово, па дури ете и да се резервираат сместувања цел викенд да се помине, бидејќи овде температурите се многу идеални за добар викенд. Најпрво од каде идејата за ваков еден прекрасен турнир за кој што е сигурно сум изненаден? Веќе трета година поред го организираме Малеш Куп Берово. Иницијативата беше на целиот управен одбор на фудбалски клуб Малеш, поради фактот дека овие летни периоди во Берово температурата е пријатна и дека можеме и сме способни да организираме турнир од ваков тип. Поради фактот што еве веќе во соседните градови се организираат веќе години наназад турнири, мислевме дека е баш идеално да пробаме за почеток, дали можеме и дали ќе сме способни да направиме оваа манифестација, би ја нарекол, пошто е спортска. Јас ги речам топ атмосфера и топ организација. Така да се е споено од младост до искуство, до многу добри музички бендови после спортскиот дел и искрено од година во година посетителите ни се зголемуваат, а и самата понуда како град Берово, општина Берово нуди нормално чист воздух, нуди добра храна, добра гастрономски рецепти во нашите ресторанти, односно и тука на самиот терен позади головите, каде што си имаме два штанда. Тоа се за храна е Гаго ресторан Гаго и за пијалоци е Папа Берово. Јас ќе кажам уште еднаш и повикам сите, бидејќи атмосферата е многу добра од организација за публика, што е неверојатно голема бројка за Берово, што јас искрено се изненадав, пошто сум по прв пат на овој турнир. И она што е друго исто важно и карактеристично треба да го спомнеме, дека атмосферата што спомнавте со тие музички бендови ја прави да биде уште поинтересна и уште повозбудлива. Дали знаеме за петок кога стартува финалето и пошто од сега не знаеме нели кои екипи ќе бидат, меѓутоа од колку е веќе резервирано да ги најавиме и луѓето да се организираат со резервации да доаѓаат до Берово. Петок финалето ќе почне од 9 часот и 20 минути. Прво нормално пред финалето се игра надпреварот за трето место. Очекуваме голем број на посетители и сме искрено пак ќе напомнам многу изненадени позитивно, поради што бројката сега година се зголемува. Така да се надевам дека овој турнир ќе остане во една голема традиција и нормално имаме веќе екипи од целиот регион од Македонија, имаме од Скопје екипи, имаме од Штип екипа, имаме од Струмица екипа. Значи тоа е добар показател, цел исток веќе дори централен дел. Значи се покажуваме како добри организатори, а нормално и наградниот фонд од година во година се зголемува. И едно големо благодарам на спонзорите. Значи тие сами предонесуваат наградниот фонд да се зголемува од година во година и тие да ни се приклучуваат се во поголем број од секоја година. Да, приметувам дека цел терен е и ви гледачите ќе имаат можност преку тие да видат дека цел терен е со спонзори, тоа значи дека интересот за тие спонзори да се вложат во само тоа е доста големо, така да претпоставам дека ова тие го имаат препознание, го подржуваат на секој можен начин за да може Малеш Куп да прераснува во еден голем бренд. Да, јас пак ќе повторам, без нивна подршка, без нивно спонзорство тоа не може да се случи. Уште еднаш ќе истегнам голема благодарност на сите спонзори кои го поддржаа по трет пат овој турнир.
Така да се надевам дека наредната година ќе имаме генерален спонзор, според нормално нивните позитивни критики, па можеби и негативни за некои наши мали пропусти, али нормално од година во година наградниот фонд расте согласно с нивната подршка, а тоа е показател дека и оваа година наградниот фонд ќе биде над 200.000 денари, што не е мала бројка, согласно с дека имаме пријавени само 16 екипи кои плаќаат котизација од 5.000 денари. Искрено се надевам дека до крајот на турнирот ќе биде во една спортски фер атмосфера без повреди. И им посакувам на сите екипи полно среќа и нека победи на добриот. 16 екипи, меѓутоа доста квалитетни екипи, тоа може да го видиме дека се нудат доста атрактивни на превер, за да може и публиката да ужива во добра квалитет. Она што исто искрено јас ќе го спомнам дека веќе и стартува над преворот, ќе продолжам со делот разговорите и по завршувањето на оваа вечер со цел да најавиме. Уште една голема благодарност до целата организација. Ние броиме тука 8 до 9 члена, што генерално сме посветени секој ден од турнирот и се трудиме да биде секако што треба, односно да се представиме на добро светло. Се гледам во втори дел од емисијата. Фала ви. Свой, 1, 2, раз, 2, 3. Malo mi je čudne druga će poludeti. Sada ću drugove. Devojka, svoj slatki usnama, upaljašem zatražila dana, zapalila joj prvi dim, voli se mi je bunula, i piću više mi reše mi, tako joj se sviđali, zapali se фази, потоа имаме забава со Escape Band. Остануваме, како и секоја вечер и претходно и до крајот на виналето. Уште еднаш да повториме дека утре е четвртиналето, почетокот ќе биде од 19:30 часот. Едно полувреме ќе траат 15 минути. Да знаем кой го даде. И тоа не е давал. И тоа можеш, Глигорчо. Стрелец на головата. Крај на третиот надпревар за денеска. Конечен резултат од 6:0 за екипата на Дайцвик.
завършихме против Дуел Иле Пехчево. Четвърти и последен ми е помеѓу екипите на Младост и Дайцвик Борище. Краков, отличен пресвет. Завърши последният направо за денес. Ние се това имаме последният четвърт финалист за утрешните надпревари. Това се пръв надпревар е Манто Мари. От 19 часа и 30 минути утре почнуваме, така до нормално, до последниот направа. Јас и во ова прилика уште еднаш ги повикам сите, не само за утре, како може да се обезбедат комотно уживање во да беро атмосферата, одлична пред се температурата, за разлика од другите градови идеална, дури веќе се осеќа таа свежина која што има. Атмосферата одлична, како кажа, добра храна, добра музика, сите ве повикам да дојдете, бидејќи ова е еден дефинитивно, можам да кажам, слободно наорганизиран турнир во Македонија. Супроведно многу турнири и еве рака давам дека стварно сте добри со оваа организација. Ви благодарам, реално, и ви благодарам вам на спортска мрежа, на медиумската подршка и искрено се надевам дека и до година ќе бидете тука, односно и очекуваме повеќе публика. Исто така голема благодарност на целиот мој тим, што несомнено без нивната подршка и помош не може тоа да го организирам, и голема благодарност до општина Берово и до сите спонзори кои овозможија да се собере солидниот паричен награден фонд, за да имаме доста солидни парични награди. Јас уште еднаш ќе потенцирам големиот број на спонзори, значи дека е препознаен овој малеш куп како турнир во мал фудбал и добива голема подршка и ова да прерасне во една голема традиција во иднина. Така, се надевам дека од година до година, како што почнавме првата година со многу помал награден фонд, ланската година имавме 160.000 денари, еве сега за 40 до 50.000 го одголемуваме, па нормално. Како добро организираме, така се зголемуваат и спонзорите, а и квалитетот на екипите нормално. Благодарност многу за одличниот пречек, одличниот овде целата организација, добри домакини сте. Почувани гледачи, ова е новица која што разговаравме од Малеш Куп 2024, трето издание на турнир во мал фудбал, кој што веќе прераснува во една голема традиција кога е во прашање малиот фудбал. Бидовме одлични надпревари, ќе имате можност преку ова емисија да погледнете оние најдобри моменти или хайлайтс со некои погодоците кои се случија. Јас еве ќе ви повикам уште еднаш петок и финалниот ден од ова трето издание, да дојдете во Берово да уживате во добрата храна, добриот фудбал, добрата атмосфера, бидејќи е петок, ќе биде одлична атмосфера да си го поминете прекрасниот во Берово прекрасен викенд, така да уште еднаш ќе ви повикам сите петок или ако веќе имате слободно време и овој други надпревари да ги погледате, меѓутоа петок е главниот ден, големото финале во Берово. Претплатете за нашиот YouTube канал, за да ги следите понатаму на новите случувања од спортот во Македонија. Благодарам. Надпревар е Пак Белчево против Дайцвик Борище, трет Еклектик против Триреки и четврти е Борово Стемло, Тони и синовето и Голдбер. Ова е втори дел од разговорот. Претходно го направивме пред почетокот на оваа вечер. Атмосферата е одлична, веќе публиката може да ја слуши музиката, забавата почва тој дел кој што може многу да го очекува. Последниот надпревар беше фантастичен надпревар со 3 пресврти, ми се чини имаше во него, 7 погодоци. Каква е атмосферата сега да ја доловиме, за да можеме да натераме публиката не само од Берово, од цела Македонија да дојде овде да ужива 3 дена. Искрено, сега еве стан, јас бев учесник, нормално имам екипа, но што се пласираше нормално во четврт финалистите од турнирот, атмосферата исто треба да доживее.
Сега, што да кажам, искрено зборовите се излични, веќе од секаде дека има вибрации на музика, дека веќе сте се на нозе, не е само спортскиот дел на овој турнир, тука имаме и културолошки, односно забавен дел. Реално верувам дека сите уживаат, а поготово сите учесници во спортскиот дел на турнирот. Estaciones. Ne mari bu? Dume. Çok promosi. Čekaj. Ajde. Vino gata, gleda. Stavi out! Out, stavi, igraj! Idemo! Golman! За тимот на Милана Делчева. Дали денеска јас отминах 3-4 пива мога да играм? Може така само за пиво сме вземали да видим сценарите. Жоко, спонсор. Бегаш ли там да кури? Но пиво не че да. Това не да ме Мали Митрашинци не мога да си побегу. Мога да си побегу, Митрашинци дрезна на удоволствие. Отне наприк тебе. Не играте и утре не играте. Не мога... Аз се нервирам. Трябва малко да се организирам. Ти си напише ме нещо. Може да беру, не може да бъде по-бак се да бъде.
Ja ću pozvati. Ti samo daj. Ja si vam plan, on se pozvao. Včera za него се Стефана. Него повече професионално. Само ти не почитуваш, от всички Бабачка! Не ста си нос? Няма ли го? Думе! Чекай, чекай! Ajde! Vino gata, Stavi out! Out, stavi, igraj!